Zdravo! Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, а вие сте на каналот Ти можеш. Добре дојдовте во уште едно ново видео, а темата на денешното видео ќе биде одлуките, донесувањето одлуки, прашањето како да знаеме дека не сме донеле погрешна одлука, односно како да знаеме дека сме ја донели вистинската одлука. Ние секојдневно носиме разни одлуки во текот на животот, односно и на дневно ниво. Денот го започнуваме донесувајќи многу одлуки од што да јадеме, по кој пат да отидеме денес на работа, дали да пиеме кафе со пријателката или пријателот или не, дали да влеземе во еден маркет или во друг. И сите овие одлуки ни се чинат толку едноставни и толку неважни, затоа што некако спонтано ги донесуваме, да не речам несвесно. Меѓутоа, овие одлуки се многу важни, иако ни се чинат мали и неважни, тие можат да ни го променат животот. На различни места можеме да сведочиме на средби со различни луѓе, кои што ќе ни понудат можеби некој бизнис, можеби некој проект, кои што ќе ни го променат животот и текот на животот без воопшто тоа да сме го очекувале, планирале. Тоа значи дека нема мали и големи одлуки, дека сите одлуки се важни, се дел од нашиот живот и сите одлуки го сочинуваат нашето секојдневие и го креираат патот по кој што одиме. Сепак, ние ќе зборуваме за оние големи, крупни одлуки, кои што се поврзани со големите промени во нашиот живот, например, дали да се запишеме на одредени студии или не, дали да влеземе во некоја партнерска врска или не, дали да завршиме некој однос со партнерот, со пријател, дали да продолжиме понатаму со градењето на кариера, дали да излеземе од нешто, дали да почнеме нешто ново. И сето тоа се разбира дека потпаѓа под заедничко име, дали да направиме промена. Значи, кога треба да донесеме одлука за нешто што ни изгледа дека ќе биде многу важно, многу значајно во нашиот живот, дека ќе направи голема промена, тогаш се соочуваме со прашање од типот дали оваа промена е вистинска, дали оваа одлука е вистинска, што ќе ми донесе таа понатаму во животот, дали еден ден нема да се соочам со фактот дека многу погрешно сум избрал, односно сум донел погрешна одлука. За жал или за среќа, најчесто не можеме да знаеме, не можеме целосно да ја предвидиме иднината, не можеме да знаеме какви ќе бидат условите, така што некои одлуки кои што денес не изгледаат дека се вистински, со текот на времето може да се покажат многу погрешни. Или некои одлуки кои сме ги донеле, па многу брзо сме се покајале, сметајќи дека се погрешни. После многу години може да испаднат токму тие вистинските одлуки кои што го промениле нашиот живот на многу подобро. Само тогаш ние не сме били свесни за тоа. Така што од ова произлегува дека не постојат мали и големи одлуки, дека и едните и другите се многу важни и го менуваат нашиот живот, дека не можеме да знаеме секогаш дали една одлука ќе биде вистинска или погрешна. Па што ни останува тогаш? Тогаш ни останува само да веруваме во себе, да веруваме во универзумот, во Бог, во што и да веруваме, дека таа одлука која што ја носиме е вистинска, да се усогласиме со неа, да застанеме зад неа и да се обидеме, иако понекогаш ќе наидеме на некои проблеми, контрасти, предизвици, колку што е можно подолго да се задржиме на таа одлука и да видиме ако постои начин дали таа била вистинска и каде ќе не одведе. Тоа исто така значи дека можеме и да се откажеме и да ја промениме одлуката. Она одговорност која преземаме кога ќе донесеме една одлука самостојно и свесно, останува и понатаму. Останува и тогаш кога ние не чувствуваме дека одлуката која сме ја донеле веќе ни служи, што значи
можеме да донесеме нова одлука и можеме да ја промениме одлуката без никаква грижа на совест. Тоа не значи нели дека треба одма да се откажеме, меѓутоа на крајот на краиштата ние секогаш знаеме, само треба да си го послушаме срцето. Еден метод, начин, техника, вежба, како сакате наречете ја, колку може да бидеме посигурни во одлуката која што сакаме да ја донесеме, е да се повлечеме во тишина, да се обидиме да се ослободиме од гласовите во нашата глава, гласовите од родителите, од партнерот, од околината, кои понекогаш може да бидат и притисоци. И да се обидеме ние самите да донесеме една одлука во тишина. Можеме да се помогнеме и со визуализација, односно да се обидеме да визуализираме што и како ќе биде откако ние ќе ја донесеме таа одлука. Ако додека визуализираме, односно замислуваме, чувствуваме радост, имаме убави чувства, тогаш значи дека таа одлука е добра. Таа одлука ќе ни служи и ако ништо друго, на извесен период ќе ни предизвика некои убави чувства. Или пак можеме на хартија да запишеме што ќе се случи или како понатаму ќе се одвива нашиот живот доколку ја донесеме таа одлука од едната страна и од другата страна што ќе биде ако не ја донесеме одлуката. Па потоа малку далеку да погледнеме и на крајот се разбира да одлучиме. Секако дека можеме и да не одлучиме, можеме да одложиме одлуката на некое време, но и недонесувањето одлука представува одлука. Значи дека сме избрале да останеме и понатаму таму каде што сме, на истото работно место, со истиот партнер, во истите услови или како и да е, она што нас во моментот ни представува предизвик. Тоа значи дека сите одлуки кои сме ги донеле во нашиот живот во одреден период биле вистински. Затоа што сме ги донеле ние. Од она ниво на кое што сме биле, и емотивно, и ментално, па дури и физички ако сакате. Со сето на знаење и умење, со сите искуства, уверувања кои што сме ги имале во моментот. И затоа тогаш ни се чинеле вистински. Што значи ова би требало да биде една олеснителна околност. Донесете одлука, не чекајте, затоа што можеби ако донесете утре, или по 3 месеци, или по 3 години, таа одлука нема веќе да биде иста, затоа што ќе биде донесена од некои сосем нови искуства во некои сосем нови услови. Толку за денес. Ви посакувам убав ден. Ви посакувам лесно да ги донесувате своите одлуки, да се усогласите со нив, да стоите зад нив, дури и тогаш кога нема да бидете сигурни, дури и тогаш кога можеби ќе ви се чинат погрешни, затоа што на крајот на краиштата животот е краток, за толку многу да размислуваме и да одолжуваме, нити пак може се да предвидиме. Ви благодарам за поддршката, за тоа што ме следите, коментирате, за сите ваши лајкови и шерови. Имајте убав ден и немојте да дозволите ником да ве убеди дека не можете се тоа што вие чувствувате и мислите дека можете. Затоа што можете.